50% македонски производи да се продаваат во ланецот на маркети Lidl, побарал премиерот на средбата со раководството на компанијата. Колкав е процентот кој бил презентиран, Мицкоски не откри, но посочи дека е многу пониско од она што го бара владата сега. На средбата од менаџментот посочиле дека имале бројни потешкоти и административни бариери со кои се соочиле во време на претходната влада, а сегашната ветува дека на брза трака ќе го откочи процесот и маркетите за брзо време веќе ќе работат во Македонија. Мицкоски е дециден, заврши времето на договарање со посредници и провизии. Компанијата е тука присутна веќе повеќе години. Од тоа што ни беше презентирано, околу повеќе од 100 милиони евра веќе се инвестирани. И наша цел е од процентот кој што ни беше представен, дека ќе бидат застапени македонски производи на рафтовите на компанијата, тој процент да дојде многу скоро до 50%. Ние како влада, се што е во наша моќ, ние ќе испорачаме без посредници, без провизии, без дај ми нешто вака така, па јас го знам овој, па го знам оној во таа општина ќе ја завршам работата. Такви работи нема да имаат. Повеќе такви пречки ќе немаат. Мицкоски покрај барањето за поголема застапеност на домашни производи очекува и пониски и подостапни цени за граѓаните. Очекувањата од македонската влада се дека Lidl до крајот на 2024 ќе го зголеми извозот кој сега е во нагорен тренд. Односно од Македонија да се извезат овошје и зеленчук во вредност од околу 5 милиони евра, оти очекувањата се дека извозот ќе се зголемува и во Европа. Извозот кој што е сега добар е, да речеме, има нагорен тренд, се дуплира, очекуваат од неколку стотини илјади евра во 22-та, на 2,5 милиона во 23-та, сега 24-та, 25-та, 5-6 милиони евра да биде извоз на производи од македонски компании во Lidl маркетите на секаде во Европа, да биде зголемен, да биде 10, 50, па зашто да не и 100. И ценам дека доколку се сака се може. Инаку Lidl е најголемиот европски синџир за малопродажба на храна. Присутен е во 31 земја каде работи со околу 12.000 продавници и вработува повеќе од 360.000 луѓе. Од септември 2021 година е присутен и во земјава, а во јануари годинава Lidl ги удри темелите за изградба на логистички центар во Куманово.